Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Од Врбјани до Охрид во јуни по нов автопат. СДСМ Охрид бара итна ревизија за работењето на јавните претпријатија. Започна реновирање на мостот на Желбите. Попушта трпението на Трамп и кон Путин и кон Зеленски. За најавените и останатите содржини во дневникот ќе ви информираме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид по студеното утро во текот на денот имавме претежно сончево и ветровито време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 18 степени Целзиусови. Во вторник над Северно море ќе се наоѓа центар на циклон кој што на британските острови, северозападна Европа и Скандинавија ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Услови за слаби и локални врнежи од дожд се очекуваат во централните предели на Апенинскиот полуостров и во југоисточна Европа. Во останатите предели од Европа ќе превладува стабилно и потопло време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови локално во централните, јужните и источните предели со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 18 до 26 степени. Во Македонија во вторник по свежото утро со благ пораст на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 4 до 13 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и потопло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен северен и северозападен ветер кој што во североисточните и источните предели ќе достигне брзина и до 40 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 17 до 27 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува претежно сончево и ветровито време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен северозападен ветер. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Во Охрид во среда ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени. Во четврток предпладне претежно сончево, а попладне нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Утринската температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Во петок умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 18 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи.
А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во јуни од Врбјани до Охрид ќе се патува по нов автопат. И покрај лошите временски услови продолжува градежната офанзива, механизацијата и стотиците работници секојдневно на терен, за да се запазат роковите. Конечната изградба на автопатот ќе заврши до крајот на идната година. До крајот на јуни ќе биде пуштен дел од автопатот Охрид-Кичево. Делницата во должина од 40 на километри од Врбјани до Охрид ќе го олесни пристапот до главниот туристички центар оваа летна сезона и покрај лошите временски услови продолжува градежната офанзива, механизацијата и стотиците работници секојдневно на терен за да се запазат роковите. Конечната изградба на автопатот ќе заврши до крајот на идната година. Градежништвото многу зависи од временските услови. Гледате дека ова година малце е полошо времето од она што би требало да е стандард за овој период од годината, но не очекувам тоа да значи одлагање повеќе од 5 до 10 дена. Така што, како што реков, крајот на јуни, најдоцна почетокот на јули, ќе го отвориме потекот од Врбјани до Охрид со еден прекин кај Ботон. Поради градежните зафати, затворен е влезот на Охрид кај селото Подмолје. Се патува по стариот пат од Струга. Свесен сум дека за дел од луѓето тоа е сериозен проблем, особено оние кои што патуваат на фреквенција Охрид-Струга, но тоа е единствениот начин да го завршиме автопатот и е за добро, за бенефит на сите. Знаете дека пред неколку години беше затворен и ништо не се случи. Сега го затвараме за да го завршиме. Така што очекувам за неколку недели да се заврши таа работа, замолам за трпение и после тоа ќе имаме автопат. Автопатот Охрид-Кичево започна да се гради во февруари 2014 година. Изградбата на оваа делница е најважниот потек за развојот на стопанството и туризмот во регионот и земјава. Итна ревизија на работењето на јавните предпријатија бара општинската организација на СДСМ Охрид. Градоначалникот и мнозинството во Советот никако не успеваат да воведат ред во јавните предпријатија, ниту да обезбедат ефикасно и одржливо управување со општинските ресурси, а за таа неспособност плаќаат граѓаните. Обвини денеска на пресконференција секретарот на партискиот органок Јован Крлев. Општинската организација на СДСМ Охрид бара итна ревизија на работењето на јавните предпријатија, отчетност од менеджментот како и јасен план за излез од финансиската криза без нови оптоварувања за граѓаните. Ова денеска на пресконференција го соопшти секретарот на партискиот огранок Јован Крлев. Градоначалникот и мнозинството во Советот никако не успеваат да воведат ред во јавните предпријатија, ниту да обезбедат ефикасно и одржливо управување со општинските ресурси, а за таа неспособност плаќаат граѓаните, обвини Крлев. Граѓаните на Охрид, како никогаш досега, се соочуваат со удар по домашниот џеп, поскапување на услугите на јавните предпријатија. Она што дополнително загрижува е фактот што и покрај зголемените цени, дел од јавните предпријатија работат со загуба, а локалната власт упорно продолжува да ги субвенционира со народни пари. Прашуваме, каде се потрошени средствата од субвенциите, затоа што на крајот тоа се средства за граѓаните, а граѓаните не го гледаат бенефитот од тоа.
Крлев јавно праша зошто јавното предпријатие Билјанин извори живее од субвенции од општина Охрид кога цените за паркинг места на пловни објекти покрај пренатрупаност, безредие и никакви услови се зголемени 100%, а јавното предпријатие Охридски комуналец пак исто така субвенциониран од општина Охрид со пари на граѓаните при 30 до 50% зголемени цени за комунални услуги, ево загуба од 37 милиони денари. И зошто Охрид има проблеми со водоснабдувањето, додека на секој чекор има дефекти кои со денови се санираат, а износот на цена за вода е зголемен на 40%. А сепак предпријатието, доколку немаше 16 милиони денари субвенции од општина, ќе прикажеше загуба. Ситуацијата со ЈП градски гробишта му е позната на секој граѓанин и доколку би сакале да го заборавиме пречекот за Великден, а невозможно е, би забележале само хаос и негрижа. Иако граѓаните се принудени да плаќаат 100% зголемени цени за нивните услуги. И ЈП градски пазар не остана без субвенции од општина Охрид, без кои не би можели ни да исплатат плати. Тој факт ги зачудува граѓаните добро запознаени со приходите, кои ова јавно предпријатие може да ги оствари во најмала рака со давање на типизираните куќарки и тезги, кои за жал се даваат само на заслужни партиски приврзаници. Крлев посочи дека Охрид и понатаму останува препознатлив по шахтите и дупките благодарение на јавното предпријатие Нискоградба, а ја нема пречистителната станица во Трпејца, која јавното предпријатие Колекторски систем требаше да ја има пуштено во употреба до летната сезона. Крлев праша кога локалната власт ќе свати дека јавните предпријатија не се приватни фирми, туку се финансираат од парите на народот, посочувајќи дека селективно се зголемуваат плати само на поединци лојални кон власт, а не на сите вработени во предпријатијата. Сето ова е доказ за целосна неспособност и неодговорност на раководството на општина Охрид и директорите поставени од ВМРО ДПМН, потенцира секретарот на СДСМ Охрид. Од општина Охрид реагира на пресконференцијата на СДСМ Охрид. Ревизија на работењето на јавните предпријатија имаше и покажа дека јавните предпријатија биле крајно лошо менаџирани од вашите кадри. Наталажувани се долгови обврски кои вие сте немале интерес да ги решавате. Стои во реакцијата. Реакција од општина Охрид на пресконференцијата на СДСМ Охрид, во која велат дека или СДСМ не се добро запознаени или сакаат вешто да ја сокријат вистината. Од локалната велат: ревизија на работењето на јавните предпријатија имаше и покажа дека јавните предпријатија биле крајно лошо менаџирани од вашите кадри. Натоложувани се долгови и обврски кои вие сте немали интерес да ги решавате. За разлика од тогаш, сега сликата со работењето на јавните предпријатија е драстично различна. Иако проблемот кој го направивте со зголемувањето на цената на електричната енергија и другите енергенси ги преоптовари буџетите на јавните предпријатија, сепак раководствата заедно со локалната самоуправа успешно ги менаџираат тековните обврски, а при тоа не генерираат нови долгови. За разлика од вас кои сте научени да оставате презадолжени институции, ние го правиме спротивното. Ги оддолжуваме, како што направивме со одблокирањето на сметката на општина Охрид и целосното раздолжување на јавното предпријатие Нискоградба. Во блиска иднина и дел од другите јавни предпријатија финансиски ќе се стабилизираат. Крајно неодговорно е да се обвинува за финансиска криза на јавните предпријатија, а при тоа занемарувајќи го фактот дека таа состојба била предизвикана од лошото менаџирање во времето кога вие сте биле власт и јавните предпријатија ги раководеле кадри кои вие сте ги избрале. Стои во реакцијата од општина Охрид. Јавното предпријатие Градски пазар Охрид го обновува мостот на жалбите пред стартот на туристичката сезона. Во рамки на зафатите предвидено е освежување со нова боја, замене на оштетените даски и поставување на синџири, кои се карактеристичен дел од овој символичен мост. Од јавното предпријатие Градски пазар велат дека со овие активности имаат за цел да придонесат за разубавување на урбаната средина и да понудат пријатна атмосфера за посетителите и туристите кои секој лето во голем број го посетуваат Охрид. Мостот на жалбите е едно од омилените места за фотографирање и оставање символични жалби.
а неговата реконструкција ќе ја зголеми неговата привлечност и оваа сезона, велат од предпријатието. Висока турска делегација во посета на општина Охрид. На средбата меѓу другото двете страни се согласиле дека неопходна е реконструкција на централната зграда од основното училиште Братство Единство. Висока турска делегација, предводена од амбасадорот на Република Турција во земјава, неговата екселенција Фатих Улусој и почесниот конзул во Охрид Абдурахим Байрактар, во посета на општина Охрид. На средбата со градоначалникот Кирил Пецаков се разговарало за скапоцените ракописи, укази и останати пишувани документи и материјални блага од времето на Турската империја, кои се сопственост на видна турска фамилија од Охрид. Биле разгледани можностите за изградба на објект со поставки каде што тие би биле изложени за пошироката јавност, како интересна туристичка понуда. Двете страни се согласиле дека неопходна е реконструкција на централната зграда од основното училиште Братство и Единство, проект кој требаше финансиски да биде поддржан од Турската агенција за соработка и координација ТИКА, а локалната власт по налог на градоначалникот веднаш ја среди потребната документација и одобрението за градба. На состанокот била најавена и средба меѓу градските власти и представници од ТИКА со цел да се забрза очекуваната реконструкција за која градоначалникот даде зелено светло. На средбата се сумира и првите позитивни впечатоци и позитивниот бенефит по воведувањето на директната авиолинија Истанбул-Охрид-Истанбул со 4 летови неделно, информираат од локалната самоуправа. Од Институт за јавно здравје информираат дека епидемиолозите се во редовна комуникација со двете позитивни лица на мајмунски сипаници, како и со посочените контакти. Од Институтот информираат дека и двете позитивни лица се во добра здравствена состојба. Нема нови суспектни случаи испратени на тестирање и нема нови позитивни случаи на мајмунски сипаници. Институт за јавно здравје претходните денови објави препораки до граѓаните на веб страната и отвори 2 нови линии за консултации на граѓани и здравствени работници. За сега ризикот за ширење на оваа болест во нашата држава останува низок, со оглед на брзата реакција и превземените активности од страна на институциите, велат од таму. Додаваат дека Институтот за јавно здравје, Министерството за здравство, заедно со останатите надлежни институции, се во постојана комуникација и координација и остануваат посветени во следење на актуелната состојба, како и справување со истата. Малопродажните цени на горивата од ноќеска на полнок се намалуваат, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Малопродажната цена на бензините се намалува за половина денар, со што новата цена на Евро Супер од БС95 ќе изнесува 75 денари за литар, а на Евро Супер од БС98 новата цена ќе изнесува 77 денари за литар. Малопродажната цена на Евро Дизелот се намалува за 1,5 денари, така да од ноќеска на полнок литар дизел гориво ќе чини 65,5 денари. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 1 денар и ќе изнесува 68 денари за литар. Се зголемува само малопродажната цена на мазутот за 0,6 денари и истата ќе изнесува 37,4 денари за килограм. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам на вниманието со кој не следевте. Пријатно!